Тринава, пратениците од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија поднесоа 3 закони во процедура во Собранието на Република Македонија, од кои 2 се по скратена постапка и ќе побараме да бидат ставени, односно веќе побаравме да бидат ставени на дневен ред на денешната седница. Едниот закон кој што го предложивме е врз база на изборни ветувања кои што ние сме ги дале во изборите. Вториот закон е врз база на изборни ветувања кои што СДСМ ги дал во изборите, а ние не сме ги дале, за да ги подсетуваме дека мораат да се ги исполнат ветувањата спрема граѓаните. И третиот закон е некаква комбинација од изборни ветувања на СДСМ и од принципиелни позиции кои што се обидуваме да ги изградиме. Првиот закон кој што го поднесуваме денеска е закон за плати на вработените во државна и јавна администрација, здравство, образование, полиција, војска, јавни предпријатија и подразбира носење на одлука на Собранието за покачување на платата на сите вработени во овие сегменти за 5%, започнувајќи со исплата од месец јануари 2018 година. Тоа беше изборно ветување на Коалицијата за подобра Македонија и на ВМРО-ДПМНЕ. Зошто го предлагаме денеска? Го предлагаме денеска заради тоа што цениме дека треба да добие поддршка од сите пратеници во Собранието. Мислам дека беше ветување на некои од помалите пратенички групи во Собранието, но е добро да се донесе во овој период пред во собраниска процедура да дојде буџетот за 2018 година. Односно Собранието да се произнесе за овој закон пред владата да го има конципирано буџетот за 2018 година. Според нашите информации, кондицијата на буџетот е во моментот солидна. Има, за жал, стопирање на значајни капитални проекти. Слушаме информации дека владата дури планира изголемување на одредени даноци. Така да цениме дека државата има капацитет да го направи ова зголемување на платите на сите вработени во полиција, војска, здравство, образование и така натака и така натака. Вториот закон кој што го предлагаме денеска е врз база на ветување на Социјалдемократскиот сојуз. Тука сакам да бидам прецизен дека ние земавме обврска дека сите оние работи кои што СДСМ ги ветил, а се обидува да ги стави под тепих, да ги заборави и да не ги исполни, дека ние во најмала рака ќе ги поднесеме во процедура како закони за да ги подсетиме дека имаат обврска да го направат тоа. Пред 2 години, тогашната пратеничка група на Социјалдемократскиот сојуз во Собранието на Република Македонија поднесе закон со кој што законот се вика Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, но се однесува на укинување на радиодифузната такса. Сакам да потенцирам дека денеска ние го пуштаме во процедура овој закон идентичен онаков како што Социјалдемократскиот сојуз го пушти пред нецели 2 години додека беше во опозиција во ова собрание. Целта ни е да ги подсетиме на нивните изборни ветувања. Нашиот став кон однос на оваа тема е принципиелен, многу пати досега сме го кажале, ќе го кажеме и во расправата, но нема да ја пропуштиме шансата да ги подсетиме СДСМ и да ги држиме до ветувањата кои што ги дале. Со овој закон ќе значи укинување, овој закон ако се изгласа и ако се прифати по скратена постапка денеска, ќе значи укинување на радиодифузната такса. СДСМ ветуваше дека тоа ќе го направи веднаш штом ќе се формира парламентарното мнозинство. Изминува 3-тиот месец од кога е формирано парламентарното мнозинство, ги нема со никаква активност, нити за ова ветување, нити за многу други ветувања. И ние одлучивме да биде ова еден од првите закони кои што ќе ги доведе нив во ситуација да се изјаснат што мислат за своите ветувања. Третиот закон кој што го предлагаме денеска исто така по скратена постапка и е многу значаен и е базиран на едно од изборните ветувања дадени од страна на сегашниот премиер Зоран Заев и на колешката Фросина Ременска, е Законот за изменување на Законот за јавно обвинителство на Република Македонија. Со овој закон, кој што ќе предложиме да оди по скратена постапка, предлагаме 2 крупни измени во процедурата за избор на јавен обвинител на Република Македонија. Првата измена е она што
СДСМ го ветуваше во избори, а тоа е дека јавниот обвинител во Република Македонија ќе се бира по предлог на опозицијата. Втората измена која што предлагаме да се внесе е јавниот обвинител на Република Македонија да се бира со двотретинско мнозинство. До сега беше доволно и обично мнозинство. Значи, предлагаме процедурата да биде изменета, предлогот да не го дава владата на Република Македонија, туку да го дава опозицијата, најголемата партија во опозиција во собранието, но за да биде избран некој за јавен обвинител да мора да добие двотретинско мнозинство. Тоа ќе значи инклузивност, збор кој што често го употребува новата влада. Тоа ќе значи подавање рака, збор кој што многу често го употребува новата влада. Тоа ќе значи заеднички пат кон реформите, зборови кои што често ги употребува новата влада, и тоа ќе значи некаков консензус за клучни прашања, исто така зборови кои што често ги употребува новата влада. Се надеваме дека ќе си останат на она што го зборувале во изборната кампања. Понатаму сакам за уште неколку теми многу кратко да ви дадам информација. Во текот на вчерашниот ден пратеници, членови и заменици членови на Комисијата за надворешна политика на Собранието на Република Македонија побараа владата на Република Македонија, односно Министерството за надворешни работи, да го достави нацрт договорот со Бугарија пред тој да биде потпишан. Потенцирам дека инсистираме на тоа, заради тоа што тоа би бил единствениот начин како градиме консензус и инклузивност за стратешки и клучни прашања. Спремни сме разгледувањето на тој договор да биде и на затворена седница на комисијата, доколку такво барање дојде од владата или од Министерството за надворешни работи. Но инсистираме, велам, пред да се склучи договорот за пријателство со Република Бугарија, да има можност сите политички групации во ова собрание да го видат, да дадат своји сугестии, да дадат своји препораки, да дадат свое искуство, свое знаење, заради тоа што тој договор со Република Бугарија треба да биде стратешки договор, треба да биде договор кој што ќе гради добрососедство и договор кој што ќе гради доверба помеѓу граѓаните пред се на двете држави. Во таа насока, криење на документот воопшто не оди во полза на ниту една од двете страни. Доколку владата процени дека договорот се уште не треба да го погледне целата јавност, ние можеме да разбереме, но врз основа на законските позитивни регулативи, пратениците имаат можност да го погледнат и тој се уште да остане во некаква рамка, нели, во процедура да не се влие на можноста да се склучи конечно договорот. Трета тема за која што сакам да се обратам, односно да упатам апел во име на сите пратеници, посебно на пратениците од петата изборна единица, од Охридско-Струшкиот регион, од Ресен, од Битола, е апел до институциите на Република Македонија, и ова го зборувам многу човечки, без разлика кој е на власт, кој е во опозиција, треба да се дистанцираме за оваа тема апсолутно, да бидат поприсутни на терен во Охридско-Струшкиот и Ресенскиот регион, заради тоа што само ноќеска има 5 крупни земјотреси, а во последните 68 часа има 42 крупни земјотреси. Знам дека никоја институција не може да се справи за да нема земјотреси, нити е паметно тоа да го бараме, но мислиме дека државните институции од различен карактер и аспект, дали тоа ќе биде владата, некој од министерствата, дали ќе бидат и други институции вклучени, треба да бидат поприсутни на терен, заради тоа што според информациите кои што ги имаме, владе сериозна, би рекол, психоза кај граѓаните на овие неколку градови. Ќе повторам само, последните 68 часа има 42 земјотреси. Имаме чувство дека државата некако неадекватно се однесува кон овој проблем, компарирано со проблемот кој што го имавме минатата година во Скопје. Тука, би рекол, може би и ние како собрание, и медиумите, и сите требаат многу поголемо внимание, за да во најмала рака да им се укаже на граѓаните на Охрид и на Ресен пред се, како треба да постапуваат, како да се заштитат, како да изреагираат во ситуација. И затоа упатувам апел до сите државни институции
дистанцирајќи се од злоупотреба политичка или партиска на оваа тема, да реагираат што е можно побрзо. Четвртата тема за која што сакам да ви дадам брифинг, вчера од медиумите разбравме дека владата усвоила некаков план наречен 369. Од медиумите разбравме дека тој план се однесува на список на реформи кои што Република Македонија треба да ги направи во различни области. Би сакал во име на пратениците од коалицијата на ВМРО ДПМН да искажам разочараност и загриженост, заради тоа што повторно нема никаков разговор, нити формален, нити неформален, со ниту еден од пратениците во опозиција. Нема инклузивност, нема подадена рака, нема нити формален, нити неформален разговор, нема дебата и нема јавност. Практично владата на некаква си своја седница од затворен карактер го донесла тој план, без при тоа да вклучи опозиција, јавност, експерти, медиуми и све што е потребно за да се изгради некоја патека за заеднички, динамични и успешни реформи на патот кон Европа и кон НАТО. Заради тоа што предчесто во последните 2 месеци слушаме изјави од неколку министри од премиерот на Република Македонија дека ќе сакаат инклузивност и ќе сакаат поддршка од опозицијата и ќе сакаат помош од опозицијата, сакам многу јасно да упатам порака дека доколку владата на Република Македонија продолжи со овој начин на игнорирање на опозицијата при креирање на стратешките правци и стратешките документи, како што беше случајот со Бугарија, како што е случајот со овој документ 369, тие самите си ја затвараат вратата за пристап до пратениците од опозицијата. Не е добро пред еден месец да ветувате инклузивност, да ветувате подадена рака, да барате помош, а денеска да нема нити разговор, нити формален, нити неформален брифинг, нити било каква информација која што би требало по некои правила на парламентарната демократија да стигнат до нас. Заради тоа што Република Македонија не прв пат носи такви стратешки документи, но секогаш досега парламентот и опозицијата во парламентот биле многу повеќе вклучени во утврдување на приоритети за реформи. Се надеваме дека е почетничка грешка, збунетост, неснаоѓање и се надеваме дека некој од владата ќе најде начин да се извини за тој однос и да го измени тој однос, заради тоа што, реков, ако очекуваат поддршка од пратениците од опозицијата, тогаш ќе мора да покажат реална вклученост во креирањето на политиките. Доколку мислат дека ние треба да ги покриваме нивните грешки, тогаш нема простор да се надеваат на тоа. И последната тема на која што сакам да кратка информација, може би не потполна, но во овој момент можам толку да кажам дека многу наскоро пратениците од Коалицијата за подобра Македонија и од ВМРО ДПМН ќе добијат и реална форма на организирање во собранието на Република Македонија. Кога ќе биде тоа и како ќе биде, многу наскоро ќе ве информирам. Значи, нема да останеме во ваква неорганизирана форма како што сме досега. Тие се темите ја што сакав да ги опфатам, прилично повеќе, но повелете прашање. Доколку може на почетокот нешто што е поврзано со темите, па Не. Предлог за име? Не, немаме предлог за име. Се надеваме дека она што СДСМ го вети во изборите ќе го испочитува денес, како став, дека ќе се усогласиме за измена на овој закон и потоа процедурите се предвидени да се запазат сите професионални стандарди, не се исклучени ниту една институција, не е исклучени Советот на јавни обвинители во процесот. Законот е веќе предаден во архива, многу наскоро веројатно ќе биде и на сајтот на собрание. Ако има потреба, некој од моите соработници може да ви го даде. Не е во прашање предлози за име, нити трка за тоа кој ќе биде, туку да пробаме, после еден период на критичност кон државното јавно обвинителство од една страна и критичност кон она параобвинителство од друга страна, да изградиме еден принцип кој што ќе надмине дел од проблемите кои што ги имаме во Република Македонија. Се надеваме дека
заради тоа што стануваше збор за изборно ветување на СДСМ, дека ќе биде прифатено. И поменуваат една од причините зашто го менуваате тоа што безбекат за ваш човек, зашто очекувате дека ќе прифатат предлогот од опозиција. Затоа е комбиниран предлогот да го дава опозицијата како што тие ветија, веројатно не се надеваат дека опозиција ќе увезат од Буркина Фасо или од Мозамбик, ако они победат. Тие го дадоа предлогот, но ние го комбинираме тој предлог со двотретинско мнозинство. Што значи тоа? Тоа значи дека без вклучување на, условно кажано, 4 најголеми групи во собранието и нема да има можност да се избере државен јавен обвинител на Република Македонија, што на некој начин бар ќе создаде основ од денеска натаму да веруваме дека таа институција ќе надмине дел од критиките, кои што, реков, постоеја спрема нејзе од една страна, но кон другото пара обвинителство пак од друга страна. Повелете, Милка, па... Обвинителот на Република Македонија има 6 години мандат, така да тоа ветување, таквата поставеност на работите ќе значи не сега, туку после 6 години. Заради тоа што мандатот е 6 години. Втора работа е, мислам дека на сите ни е јасно дека ова парламентарно мнозинство и оваа влада нема да траат предолго. Веројатно нема да траат ни толку колку што вие рековте 2 години, заради бројките и заради политичкиот контекст, заради тоа што нема да можат да ги исполнат многу голем дел од изборните ветувања. Така да, мислам дека е сега прав момент. Премногу се мали разликите во бројките помеѓу власт, опозиција, македонска, условно кажано, албанска и така натака. И сега е правиот момент да се надмине овој проблем и да се постави едно стратешко решение кое што долгорочно ќе значи стабилизација на тој сегмент. Законот за медиуми, дали тука е предвидено посебен буџет на јавниот сервис? Вака, тој закон е закон кој што го подготвила претеничката група на СДС. Ние само го извадивме од архива, ги извадивме подписите од претходните претеници од СДС, ставивме наши подписи и го пуштаме во процедура денеска. Тој закон, како што тие предложија, значеше укинување на радиодифузната такса и финансирање на јавниот радиодифузен сервис од буџетот на Република Македонија. Да бидам искрен, ние сметаме дека треба многу длабока и сериозна јавна расправа не само околу оваа тема, туку и околу други сегменти кои што се поврзани со медиумската сфера. Вие знаете дека една од темите за која што не се најде долгорочно и стратешко решение во пржинскиот процес беше токму темата за медиум. Но ова го правиме, прво, за да ги подсетиме на нивните изборни ветувања, второ, за да отвориме расправата, за таа расправа да не се случува зад затворени врати, под маса, зад маса, скриена. Нека дојде дебатата, како што викаат колегите од СДСМ, во собранието, таму кај што и е место. Во оваа расправа треба да бидат вклучени сите медиуми, заради тоа што законот се однесува на медиумите, сите асоциации на медиуми, заради тоа што законот се однесува на медиуми, и сите други заинтересирани здруженија на новинари, синдикати, потрошувачи, друг јавен сектор и така натака. Кој е вашиот став како партија, например, дали порталите треба да се најдат? Ќе оставиме тоа во дебата, има различни предлози. Нашиот став првично беше дека треба да се регулираат, но имаше силен притисок од тогашниот наш коалиционен партнер ДУИ да не се регулираат. Го прифативме тоа. Имаше притисок и дел од новинарските здруженија да не се регулираат. После пола година сите тие кои што не тераат да не се регулираат дојдоа кај нас да бараат да се регулираат заради деформации кои што се појавуваат во тој сегмент. Ќе оставиме јавноста да го каже мислењето, ќе се произнесеме дополнително. Во моментов не би можел да ви кажам концентриран став. Сепак треба да слушнеме повеќе фактори. Вашиот став за автоспортски, за да се каже на според тоа што е ставено подлучено на дневен за жупањето, како ги власти? Имаше пресконференција колегата Антонио Милошевски околу тоа, ако не се лажам, пред 15 на дена. Ставот на партијата е дека прво жално е тоа што прва работа што владата на Република Македонија во новиот состав направи беше предлог одлука за разрешување на јавен обвинител, а не беше предлог одлука за, не знам, минимална плата, зголемување или укинување на радиодифузна такса или бесплатно здравство за сите. Дел од оние ветувања они кои што ги даваа.
Значи ништо од тие ветувања. Ке потсетам дека претходната влада 2014 прва работа што донесе беше отпис на сите долгови на социјално ранливи категории. Првата работа што владата во 2006 година ја донесе како одлука беше драстично намалување на даноците од 18 на 10%, од 23 на 10%, персоналецот и другите. Оваа влада не го направи тоа, ниту едно таква одлука не донесе, туку донесе одлука да поведе постапка за разрешување на Марко Зврлевски. Тоа за нас говори дека очигледно владата или поединци во владата имаат сериозна причина да сакаат ден порано Марко Зврлевски да не ја обавува својата работа. Ќе ги слушнете аргументите на седницата. Многу е значајно како ќе се однесува Социјалдемократскиот сојуз во врска и со предлог законот кој што веќе е пуштен во процедура. Повелете? Мислам дека во текот на денот или во текот на утрешниот ден ќе можем попрецизно да ви дадам информација. Затоа и пред да ја кажам информацијата, ви кажав дека толку колку што можам во овој момент, толку ќе кажам. Не би сакал да навлегувам сега. Ако не, да. Сите овие работи кои што СДСМ ги ветуваше, вие да ги предлагате, тоа се ги ветувате? Да, ќе имаме сериозна законодавна активност, односно иницијативност во собранието. Ќе предлагаме многу закони и нема да дозволиме ниту едно ветување кое што Социјалдемократскиот сојуз го дал да не дојде на расправа на седница на собранието. Зошто? Заради тоа што мора политичките партии, па макар било и Социјалдемократскиот сојуз, да се научи дека тоа што го ветила пред избори, мора да го исполни после избори. Како тргна, очигледно немаат намера. Но пратениците со кои што јас координирам, имаат намера да ги подсетуваат континуирано. На сите предизборни ветувања и на сите ветувања и на сите иницијативи кои што ги давале назад низ времето. Господин Димовски, реформаторите ќе дискутуваат на терен, како гледа на реформата? Јас сум многу долго време во ВМРО-ДПМН. Би рекол, дури не можете да замислите колку долго време сум во ВМРО-ДПМН. Ниту една иницијатива која што излегла надворот партиските органи и тела не видела долгорочност, не видела сериозен одраз и не видела конкретна помош за партијата. Ако сакате да ви набројувам, веројатно досега такви иницијативи, реформи, партии, полупартии, полусубстрати, можам да набројам повеќе од 20. Се сеќавате од времето на ВМРО-ДП, ВМРО-МНДС, ВМРО-Татковинска, во еден момент во Република Македонија имаше 11 политички партии со префикс ВМРО, кои што сите беа произлезени од ВМРО-ДПМН. Така да, мислам дека и оваа иницијатива ќе заврши така. Секој што има проблем во било кој аспект, треба тоа да го работи во рамките на органите на партијата. Секој има право на различен став, нема проблем за тоа, нема никаква дилема, но кога станува збор за внатре-партиски работи, тие проблеми се решаваат внатре во партијата. Ниту еден домашен куќен проблем не се решава во двор. Тоа ми е пораката.